И да, во овој прв дел на Студио 10 разговараме заедно со гостинот кој веќе имавте можност да го погледнете во најавата. Станува збор за Јордан Трајков, кој е председател на иницијативниот одбор за граѓанскиот фронт, а ќе разговараме токму за тој иницијативен одбор за формирање нова политичка партија Граѓански фронт. Господин Трајков, ви посакувам добре дојде во Студио 10. Добро најдов. Благодарам што вака ни прифативте ептен постпразнично одма да ни гостувате, да ни бидете прв гостин. Благодарам што ме поканивте да бидам ваш гостин. Да, и се надевам дека не ви одземаме многу од времето. Знам дека во оваа фаза сега, особено за партии кои имаат аспирација да станат тоа, баш во овој предизборен период, некако, рано е за предизборен период, ама и не е баш рано, така што ќе имаме можност да разговараме околу сето тоа. Кажете ми, зошто воопшто имате надеж дека во Македонија може да формирате нова политичка партија? Повака, прво, земјата ни е во слободен пат. Добра. Имаме проблеми на сите страни во нашето општество. Имаме огромна сиромаштија, 40% официјална и уште 40% од луѓето се на прагот да станат сиромашни. Имаме нефункционална демократија во Македонија, огромна корупција, загадување на степен што не донесува да се чувствуваме како да живееме во гасна комора. И сите тие проблеми што ги имаме, сметаме дека може да донесат до тоа да дојде до распад на државата. Затоа сметавме дека треба да се вклучиме во политичките процеси. Сега, вклучување во политички процеси може да биде преку граѓански активизам, преку постоечки партии или преку нова партија. Видовме со резултатот од шарената револуција, а и покасно со разните движења, дека граѓанскиот активизам може да донесе одреден резултат, меѓутоа играчите на сцената се политичките партии и тие си продолжуваат по нивната стара матрица. Еве веќе 30 години. Така што граѓанскиот активизам е добар, меѓутоа има можност за лимитирани резултати. Од друга страна, постоечките политички партии во Македонија немаат внатрепартијска демократија и таквото нешто рефлектира со нефункционална демократија и во општеството. Лимитирани се можностите на поединци или на групи на луѓе кои што сакаат да воведат во дадени партии промени, демократски промени. Од друга страна, и самите партии имат некои идеологии за кои што ние сметаме дека не се најдоброто решение за нашата земја. Во такви услови ние се одлучивме да едноставно покренеме една иницијатива за формирање на нова граѓанска партија, под име, се уште работно име, Граѓански фронт. И засега тоа е само иницијатива. Во рамките на таа иницијатива се собравме иницијативен одбор од едно 12-13 луѓе. Работевме едно 2 месеци, јануар и февруар, на поставување на политичката идеологија на таа идна нова партија и направивме предлог програма. Потоа работевме месец дена на предлог статут и сега, минатиот месец, април, го поминавме во зголемување на тоа јадро, на тој иницијативен одбор, така што во моментот сме негде 30 на луѓе и им анимираме други луѓе да ни се придружат. Во даден момент, кога ќе осетиме дека тоа јадро е формирано како што треба, ќе пристапиме кон формирање, тоест регистрација на новата политичка партија. Нашата замисла е да ова биде една тотално различна политичка понуда кај нас во Македонија. Имено моменталната ситуација е дека имаме слика на истрошени политички партии кои што се менуваат едни со други 30 години со понуда на идеи кои што е безперспективна. Нашата идеја е да формираме вистински граѓанска партија и да го елиминираме етноцентризмот, првен во партијата, а со нашето делување и во општеството.
поново да ја донесиме во нашите однесување и во целокупното однесување во државата почитта. Преме да се почитуваме едни со други, како стартна точка за да градиме едно подобро општество. Понатаму, сметаме дека треба да одиме кон тоа да градиме една силна и многобројна средна класа. Значи, од сиромаштија да ги однесеме што поголем број на населението во средна класа. Значи, да станеме економски силна држава. Само доколку станеме економски силна држава, само во тој момент можеме, бидејќи тоа значи и имање на финансии, че можеме и во другите делови од општеството да развиваме и да ги остваруваме нашите политики. Како планирате сиромашните да ги одведете во средната класа? Значи, овака, во овие изминати 30 години, некој веќе од бебе стана возрастен човек за 30 години и цело време збориме ние за капитализам. Ова не е капитализам, ова е грабизам. Значи, при што се разграбуваат ресурсите на државата за приватни цели, без да се има во предвид идниот економски развој. Значи, едноставно разграбување на ресурсите. Еве сега имаме предлог од владата дека тие сега ќе го продаваат земјоделското земјиште. Тоа е последниот ресурс кој што таквата приватизација знаеме што ќе донесе. Нашата идеја е следната. Значи, да работиме на зголемувањето на платите. Меѓутоа, зголемувањето на платите е лимитирано во однос на временскиот период. Значи, тоа може да се деси полека, затоа што зголемувањето на платите е функција на продуктивноста на трудот на целата нација, на целата држава. Значи, таму имаме можност полека да ги растиме платите. Меѓутоа, ајде сетете се и вие, колку пати сме слушнали и сме рекле, абе, остави го тој човек, не живее од плата. Од што живее? Од приходи. Значи, за да отидеме од сиромаштија во средна класа, потребно е на луѓето да им створиме приходи. Сега како да го направиме тоа? За нас ние сметаме, таков е нашиот проект, дека треба земјоделското земјиште да го дадеме, буквално, државата да го даде на секој граѓанин на Република Македонија. Тоа е првото, значи тоа е еден ресурс, а ресурсите ствараат приход. Второ, на секој граѓанин на Република Македонија државата да даде по 300 метри квадратни градежно земјиште со лиценца за фотоволтаична централа. Исто таквото нешто значи приходи додатни. Добро, Двата ресурси значат приходи. И кога ќе ги пресметате по фамилија, еве да речеме едно просечно семејство, 4 луѓе во едно семејство, тоа значат значителни приходи, според нас над 12.000 евра годишно. Без платите. Добро, вие со ова подразбирате дека на секој кој што ќе му се даде земјоделско земјиште треба да знае да го работи тоа земјиште. Не, тоа е многу добро прашање. Значи, имаме три варијанти. Првото е дека некој ќе рече, извините, јас не сум земјоделец, што да правам со оваа земја, јас ќе ја продадам. Вториот тип на луѓе кои што се јават ќе речат, видите, јас не сум земјоделец, меѓутоа не сакам земјиште, значи вредност, и може би во идни на моите деца или моите внуци ќе сакат да работат, јас сакам да го изнајмувам. И третата група на луѓе ќе бидат луѓе кои ќе речат, јас сакам да го гледам земјоделското земјиште. Значи, овие вторите ќе го дадат, ќе го изнајмат на овие третите, а првите ќе го продадат на овие третите. Сега, при продажбата ние предвидуваме парите да одат во пензиски фонд на тие луѓе и после тоа полека од тој пензиски фонд да имаат приходи. Вторите ќе имаат приходи врз основа на рента, третите ќе имаат приходи врз основа на тоа што го сработили на земјата. Меѓутоа, комплементарно на таа мерка е развој на зелениот пазар. Значи, не може никој да ме убеди дека не можат да се продадат земјоделски производи и производи кои што се
преработки на земјоделски производи во услови кога имаме 7,5 милиарди луѓе на планетата Земја кои што сакаат да јадат. Како е можно да не можеме да продадеме земјоделски производи? Грешката е во тоа што земјоделците не може да бидат во исто време и промотивни агенти или продажни агенти. Значи, државата мора да го организира откупот на земјоделските производи и да најде пазар. Тоа е наша работа. Да, значи, А земјоделците треба да се концентрираат на квантитет и квалитет на нивните производи. Так, значи, вие подразбирате фактички дека оваа трета група која што ќе сака да го работи земјиштето, која што исто спаѓа во сиромашната класа, ќе има доволно пари на првата група која што сака да го продаде земјиштето, да му го откупи земјиштето и плюс да плаќа кирија на втората група. Фактички вие ги подразбирате оваа трета група како Ви благодарам, многу добро прашање, одлично прашање. Само да ви кажем дека бекграунд ми е во банкарство. Значи, почнав кариерата во банки, бев консултант на банки, сум работел во Ситибанк во Њујорк, сум работел во Морган Стенли во Лондон, се вратив во Македонија и инвестирав во Македонија. Бекграунд ми се финансии. Значи, не верувам дека тие имаат доволно пари. Меѓутоа ги спомнав првата група дека парите ќе ги добијат во пензијски фонд. Значи, од тој пензијски фонд ќе се кредитираат првите. И ако имаме ние добро развиен пазар на земјоделски производи, од со продажбата, таквиот кредит ќе се враќа многу лесно. Така да тоа се луѓе сиромашни, добиваат ресурси и добиваат организиран пазар на земјоделски производи. Овака, јас сум во земјоделството, со мојата инвестиција сум дел во земјоделството и секој дневно, еви денеска, имам над 30 луѓе со кои што соработувам денеска, луѓе земјоделци. Значи, субвенциите кои што се даваат се како социјална помош. Секој еднаш ќе ви каже дека доста ми е од субвенции, дајте ми да имам здрав пазар кај што ќе постигнам добра цена за мојот труд и да се осеќам со гордост да го правам тоа. Така да ако го организираме пазарот, во програмата ние го опишуваме многу добро тоа како ќе го организираме со проактивна надворешна трговска политика. Значи, пак ќе кажам, 7,5 милиарди луѓе сакаат да јадат. Нема шанси да не се продаде се, ако сме ние добро организирани. Добро. Така да, таа вредност што ќе излезе од тоа, ќе го враќа кредитот понатаму. Добро, како планирате да им обезбедите средства на тие новопечени земјоделци и оние кои ќе продолжат да работат со земјоделие кои што би ги добиле земјиштата, а врз основа на исполнување на сите стандарди кои што ги бара конкретно Европската унија како најголем наш трговски партнер, врз основа на самиот производ кој доаѓа дали од зеленчуците, дали од овошјата, дали од се останато според стандардите и на големината и на начинот, бидејќи работите во таа сфера, затоа ме интересира како ќе им ги обезбедите тие финансиски можности тоа да го остваруваат. Баш како што ви реков, значи за земјиштето ви кажав, преку пензијски фонд каде што од првата група се дава на втората, при што Не, зборувам сега за одржливиот развој на тоа земјиште. Значи добивањето на земјиштето е горе одржливиот аспект на прашањето кај долгогодишните култури е прашање на долгогодишни кредитни линии, а кај краткорочните култури е прашање на едногодишни. Фактички вие ќе ги задолжите луѓето врз основа на кредитни линии за со да ги ефтини избавите од кредитни линии, сиромаштија. со залог на земјата и ако им организираме добар пазар на тие производи, тие ќе бидат профитабилни. Добро. И еве да речеме пример за тиквешијата. Сите ќе ви кажат дека на 24 до 30 денари за килограм грозје имаме успех, имаме профити. Ако ние добро го организираме тој пазар, нема причина да не биде така кога сегде во обкружувањето ја имаме таа цена на грозјето. Така да не гледам зошто да не може ако паметно се организира пазарот на земјоделски производи, не знам зошто не би можеле да извадиме профити и да регуларно се врати кредитот и сите да бидеме во ред. Добро. Врз основа на другите точки од програмата? Значи пред се е функционалната демократија, се тргнува од политичкиот систем. Ние се залагаме за промена на политичкиот систем во однос на внесување на внатрепартијска демократија, затоа што од партиите, кога партиите се недемократски, тие не рефлектираат демократија во општеството. Значи тоа е првото. Понатаму е стриктна поделба на власта, што сега ја немаме како таква. Гледаме колку извршната власт има нели
влијание на законодавната власт и во судската власт, значи сакаме стрикна поделба да направиме промени на законите во тој дел, кај имаме предвидено законски и уставни промени во однос и на законодавната власт и во однос на извршната власт. Извршната власт, поготово таму, сметаме дека треба да развиеме председателски систем, каде што не е како сега да се од парламентот да излезат дел од оние што сме ги избрали, а не сме знаеле кои ќе излезат, да отидат во извршна власт, туку да си бираме председател на председателски избори, кој што представува извршна власт и кој што составува свој кабинет. Нешто слично на Франција, тоа мислам дека ќе биде правилен чекор на Македонија, за да имаме правилна, вистинска, функционална држава. Понатаму, функционална демократија. Понатаму предвидуваме промени и во правосудниот систем и поготово имаме нешто што никој друг не го кажува како што ние го кажуваме. Ние сметаме дека борбата против корупцијата е само така некако како некоја, кажуваме сите дека се бориме. Не. Ние велиме че елиминираме корупцијата. Тоа е разлика во филозофија. Значи, елиминирањето на корупцијата, кога тргнуваш со намера да елиминираш, имаш многу поголеми успеси, отколку кога тргнуваш само да се бориме, нели че се бориме. Не. Елиминирање на корупцијата. И сега, корупцијата, пазите, на 32-ра седница на собранието, во ист момент се зборуваше за носење на стратегија за борба против корупцијата и се зборуваше за промена на законот за јавни набавки, за да се овозможи внесување на вакцините. И се молам, што е тоа корупција? Не, ја прашав како планирате да елиминирате корупцијата? Елиминацијата ја елиминираме корупцијата со тоа што мора да има промени во законот за јавни набавки и во сите закони што овозможуваат некакви дозволи, некакви лиценци и во системот финансиски. Кога ги имаме сите тој склоп, значи таму кај што изворот е на корупцијата, го минуваме тоа. А праизворот на корупцијата е сепак во политичките партии. И затоа велиме, сакаме да го смениме политичкиот систем, сакаме да го смениме законот за политички партии, законот за финансирање на политички партии. Исто така, за да елиминираме тој праизвор на корупцијата. Тоа би значило дека сакате да ги елиминирате сите политички партии поради корупција. Велиме да го промениме, значи да го смениме законот за политички партии. Добро. Во насока да елиминираме. Како тоа ќе помогне во делот на елиминација на корупцијата? Па ја да ви кажем, делот корупцијата потекнува од фактот дека политичките партии се некако нејасно финансирани, при што сите тие, кога доаѓаат на власт, прибегнуваат кон дадени коруптивни дејанија, за да финансираат политичка партија. Гледаме, ние имавме најбогатата политичка партија во Македонија, сега имаме друга најбогата политичка партија и тоа беа прогласени за најбогати во Европа. Значи, таму, во начинот на финансирање и во начин на делување на партиите, има извор на корупција. Тоа е едното. И сега, кога одиме јавните набавки, значи сведоци сме дека кај јавните набавки тука е окосницата, нели? Затоа што парите доаѓаат од буџетот и сега некој вели чекајте, ова ако биде поскапо дел може да отиде на друга страна. Значи законот за јавни набавки мора да се смени, за да нема можност таква да некој земе нешто. Понатаму секаде кај што се даваат лиценци. Еве сега сведоци сме што се прави кај Holiday Inn, така? Добро. Има некакви дозволи, има некакви лиценци. Значи во секој закон кај што имаме такво нешто, концесија, лиценца, дозвола, одобрение, решение, значи секаде кај што е тоа поврзано со можност да некој го злоупотреби, тоа треба да се направи на поинаков начин, системски да се реши. Кога се пристапува така, со таква намера да се елиминира корупцијата, тогаш ќе имате многу поголем успех, отколку ако имате само намера да се бориме. А до сегашните политички партии, сега што ги имаме на сцената, сите велат ние ќе се бориме со корупцијата. Ние велиме не, ние ќе елиминираме корупцијата. Добро. И уште нешто. Ако го промениме и финансискиот систем,
А јас кажав, јас сум банкар у мојот претходен живот, знам што се треба да се направи и тимот со кој што сме заедно знаеме што треба да се направи. Значи во финансискиот систем, многу тешко ќе им биде на коруптивните политичари. Вас кој ве финансира, господине Трајков? Ви благодарам исто така, одлично прашање. Само финансирање, и тоа го имаме ставено во нашиот предлог статут, имаме кажано дека ние ќе се финансираме само со чланарина. Ако некој сака да даде донација, добродојдене, меѓутоа без никакви фактури. Како ќе го контролирате донирањето? Донирањето тешко се контролира, нели? Ако некој ти пушти пари, тоа мора да бидат на сметка. И ние имаме кажано, ние нема да имаме благајна, ние нема да имаме благајник некој со да брои кеш, не, ние ќе имаме сметка во банка. Сакате да донирате, донирате таму, ваш проблем. Значи, јавно, транспарентно. Да ви кажам нешто, во корупцијата, кога се борите со корупција, се почиња со транспарентноста. Се што е зацкриено е сомнително. Веднаш. Зошто е зацкриено? Дај да бидеме транспарентни. Не, што ако значи, ние предвидуваме транспарентност од сомнителни страни? Ќе ја вратиме назад. Како ќе знаете дека е од сомнителни страни? Значи, од сомнителни значи страни, ако дојде од верствени... Вие ќе имате тело кое што ќе ги проверува сите донации детално до тој степен? Не може до тој степен. Би примале помали донации, но голема донација одма се знае дека тоа е нешто што има некаква фактура позади, некоја скриена намера. Така и да идејата наша е дека треба да бидеме прво транспарентни во однос на како се финансира таа нова партија, и второ, дека донациите треба да бидат лимитирани и да дојдат од што поголем број на граѓани, за да тие граѓани влезат во оваа опција и да заеднички се избориме за една земја која ќе биде просперитетна и кој ќе биде посакувано место за живот, а не сега да го имаме проблемот да буквално секој млад човек сака да се исели од државата. Тоа е огромен проблем кој што можеме да го решиме само доколку се уредиме државата. Како планирате да ги вратите сите тие, или да речеме да почнете да ги привлекувате назад, не да ги вратите, сите тие кои заминале и не работат земјоделство? Дали и нив планирате да им давате земјоделски површини? Значи да, ќе им дадеме земјиште и кажа, ќе бидат еден од тие 2-3, ако се вратат. Ако се вратат, да, ќе добијат. Меѓутоа, да не забораваме и уште нешто. Јас реков дека плюс 300 метри квадратни со дозвола за градба на фотоволтаична централа. Како ќе ги одржуваат тие фотоволтаици? Значи тоа ќе треба да дадете дополнителни средства од државата за обука на луѓето? Не, одржавањето доаѓа од приходите што ќе ги има од струја, а граѓаните мора да биде со кредит. Да, ма вие мора да ги обучите тие луѓе да работат. Не може мене сега да ми дадете 300 метри квадратни и ја да имам фотоволтаици од утре. Тоа е одлично исто така прашање и забелешка. Значи тоа го предвидуваме да биде заеднички, значи државата ќе го овозможи тоа. Прво, јас да сум сега премиер на оваа држава, јас ви тврдам дека можам да договорам кредитно финансирање на фотоволтаици и тоа од таа големина. И за 3 до 4 години да сите имаме фотоволтаици по 300 метри квадратни. Значи првичното финансирање е битно да државата го направи, а потоа сите банки даваат кредити за такво нешто. Ако вие лично имате дозвола, било која банка ќе ви даде. Значи после тоа одржавањето се финансира од самата продажба на електричната енергија. Тоа подразбира дека вие на територија на целата држава ќе дадете на луѓето по 300 квадрати за фотоволтаици, но не секој дел од територијата на државата дозволува да речеме да има фотоволтаичен систем кој што би бил поставен. Точно е дека Демиркапија, например, Балантово, Овчеполието, дел од Пелагонија поддржуваат огромни површини за фотоволтаици, но вие имате планински предели каде што кај нас тоа е сериозен проблем за поставување. Одлично исто така забелешка. Прв пат ја слушате идејата и ми давате добри забелешки и добри прашања, ви благодарам за тоа. Значи, на 1,5 милион жители, толку сме 1,5 милион, никој не знам кога луѓето зборат за 2 милиона, не знам како ги наоѓаат тие 2 милиона, 1,5 милион сме во државава. Тоа излегува негде околу 500 километри квадратни. Ние имаме 25.600 или 800... 713. Одлично. Километри квадратни. Значи, збориме за 500 километри квадратни. Само да ви кажам дека Криволака, војниот полигон, е 600 километри квадратни. Значи, збориме за нешто помала област, вкупно, заедно, се. Така да не е проблем. Тоа воопшто не е проблем да се најдат добри места, погодни места. Тоа значи дека некој од Маврово и Ростуше ќе има фотоволтаици во Криволак. Да. Тоа се одредуваат позициите каде ќе бидат тие. Вие си имате 300 и тоа е. Добро.
интересно, морам да признам. Значи со тоа ствараме приходи на луѓето, екстра приходи. Потоа кога ги има тие луѓе екстра приходите, збориме за плата, и збориме за подигање на сите приходи на целото општество и од сиромашна класа одиме сите во средна класа. И средна класа веќе не може тој човек да го натерате со сендвич во автобус и да оди на гласање, туку тој човек ќе размисли 3 пати што да прави. Уште да се задржам кај економијата, нешто што многу не разликува од другите партии, е следното. Значи, се додека работници, се додека некој ве става, ве збори како да сте класа, вие ќе останете во сиромашната класа. Работниците не се класа. Сиромашните се класа, средна класа и висока класа. Значи, друго нешто. Не може труд да биде во Министерство за социјала. Трудот треба да биде и е економска категорија и треба да биде во Министерство за економија. Се додека ве третираат така, како да сте во Министерство за труд и социјала, нашите работници ќе бидат социјални случаи. Значи, трудот е економска категорија и таму треба да припаѓа. И платата не може да биде социјалистичка категорија месечнина, туку треба да биде бруто саатнина. Тука веќе се исчистуваат односите помеѓу предприемачите, непопуларно наречени газди. Сакате да им давате бруто на час на граѓаните? Бруто на час, како во цел свет. Бруто на час. Тоа е правилна, тоа е чистење. Сега сме... Тоа подразбира дека граѓаниот во Македонија ќе мора да научи да трга настрана од брутото и да си плаќа на месечна основа се она што државата сега му го средува, му го плаќа. Не му го плаќа државата, тоа е потполно погрешно. Му го средува по автоматизам. Во овој момент фирмите плаќаат за нив и им даваат на работниците нето. Добро, системот во државата ги распределува средствата кои што доаѓаат од бруто приходот. И тоа се замаглува тука. Тука има, речем, матна вода. Значи, луѓето, работниците, не знаат што створиле вистински со својот труд, не го добиле целото за да видат што створиле, така? И друго нешто, пошто не е саатнина, туку е месечнина, јануари е 31 ден, февруари е 28 дена и има можност за злоупотреба на работното време. Кога е саатнина, не можете саатот, не можете да го растегнете или да го намалите. Саатот е толку. Освен ако не ви го пријават по текстилната индустрија. Кога те плаќаат по саат, нема непријавување. Ти си ги водиш, не може тој да ти рече, ти работеше 8 сата, а ти си работел 10 сати. Сте биле ли по текстилна индустрија, сте биле ли во конфекција? Сум бил во многу фабрики. Значи, не, во конфекциите, во Шип, да речеме, конкретно во текстилна индустрија, дали сте влегле? И дали овие романтичарски идеи за сатнина, например, ги имате разговарано со текстилни работници? Да ви кажам, тоа е исто така нешто што не разликува од другите партии. Ние, 91 година, кога се одделивме од Југославија, потоа со уставот што го донесовме, рековме со член 55, рековме дека ќе градиме пазарна економија. Ја изградивме ли таа пазарна економија? Не. Ние живееме се уште во некоја транзиција, каде што со една нога сме во социјализмот, а со друга нога не знам во што сме. Пазарна економија значи дека и трудот е пазарна категорија, токму тоа што го кажав, не е социјална категорија, туку е економска категорија. Значи кога имаме пазарна економија, имаме односи помеѓу понудата и побарувачката. Не, тоа е прекрасно, вака теоретски кажано. Прашав за конкретна работа. Точно, конкретно го зборам. Значи, вие ќе зборам. треба сите граѓани во Македонија да ги обучувате како да си ги работат своите даноци, како да ги прават своите пријавувања на здравственото осигурување, пензиското осигурување, на сите дополнителни давачки кои што сега самата фирма каде што работат им ги средува. Тоа е значи, вие ќе треба да потрошите дополнителни средства на секој граѓанин да му дадете обука тоа е исклучително и да го научите. Тоа е исклучително лесно. За секој поединец се знае колку е пензискиот придонес, колку е здравствениот придонес, колку е социјалниот придонес и тоа си го плаќа самиот човек. И сега, што ќе се деси психолошки кај човекот, кога тој во джепот му влегле пари, а потоа му излегле, тогаш тој знае што да побара од тој пензиски фонд. Тој знае што му следува од тој здравствен фонд. Тој знае што му следува во случај на невработеност од социјалниот фонд. Сега тој не знае. Дали имате предвидено дека на тој начин ќе имате луѓе кои што ќе излезат од здравствениот и социјалниот систем затоа што нема да плаќаат? Не може. Системот ќе се направи на начин што ќе плаќаат. Значи, доколку добивате бруто плата, вие ќе морате и да ја платите.
Тоа е лесно. Да ви кажам нешто, од финанси доаѓам, тоа е Значи, исклучително лесно. вие фактички сегашниот систем сакате само да му го ставите на товар на народот. Не е тоа Значи, на товар. наместо фирмата да ги распоредува средствата, Не е тоа товар. народот, човекот да оди самостојно да ги распоредува средствата затоа што е обврзан, Значи, вака. бидејќи вие би планирале да го казните ако не си го плати социјалното. Не е тоа така. Не е тоа така. Па ако дадете обврска дека мора да воопшто не е, плати. тоа воопшто не е товар. Значи тоа е појаснување. Ама може би за вас не е товар. За мене е товар, на пример, годишно што морам да носите да си ги Добро, ја пресметувам за разбирам дека пријавата. вака секоја нова работа нормално е дека човек се плаши на почеток и сега вас можеби тоа ве плаши, меѓутоа верувате тоа е многу едноставно. Меѓутоа кога вие си знаете што добивате од работодавачот, многу појасни се работите меѓу вас, едноставно имате чист однос со работодавачот. Второ нешто, кога вие ги плаќате придонесите лично, према, пензиско, здравствено, социјално. Вие разбирам. знаете што да очекувате од тоа. Јас ве разбирам. И времето што ќе го потрошите, тој американски систем кој што вие го предлагате. Значи, борете, не зборувам за тоа, не ви го спорам тоа. Дали ги имате согледано последиците од ваквата идеја што ќе дојдат по официјализирањето на системот? Значи, дали ги имате согледано шалтерските проблеми кои што ќе се јават? Дали имате разгледано дигиталното образование на луѓето кои што го немаат, да речеме, за да можат дигитално да ги завршуваат тие обврски? Дали имате разгледано дека постојат луѓе кои што не разбираат економија? Значи, тоа нема да им биде товар, туку ќе им биде сериозен хаос. Дали имате разгледано, на пример, како ќе се справите со хаосот кој што ќе се создаде сигурно година дена додека тие луѓе се научат на сето тоа? Како ќе ги обучите за тие даноци? Значи ќе треба да се бараат сметководители. Дали имаме доволно сметководители? Дали имаме доволно вработени службеници да ги бават сите работи на граѓаните? Значи за тие последици ве прашувам. Ви благодарам многу, значи многу добри прашања и многу добри забелешки ми давате. Значи сето тоа е предвидено. Оној што го рековте хаосот го имаме денеска, во администрацијата е хаос. И затоа се чини дека тој хаос сега ќе го пренесеме на другите. Не, во нашата предлог програма даваме решенија за решавање на проблемите со администрацијата. И верувајте, тоа нема да биде хаос доколку се направи онака како што ние го предвидуваме. Значи, напротив, ќе се појаснат работите, ќе имаме многу посредена ситуација отколку да имаме сегашниот хаос. Сега ние живееме во хаос кај што не се знаат работите и сите ловат во некоја матна вода. Не, ние сакаме да бидеме најасно, на чисто. Не знам дали добро се сеќавам на почетокот кога зборувавте во делот на уставот, дека планирате уставни измени или? Да, во поглед на па што? Еве да речеме ние збориме за председателски систем. Да, за тоа имам многу прашања, ама тоа во друга емисија ќе мора да го разговараме. Ќе биде драго. Да. Бидејќи целосното менување на системот и давањето на целосната моќ во државата на едно лице, со нашето искуство на председатели досега, малку е тоа дискутабилно и податно за разговор. Вака, тоа не е цела моќ на едно лице, збориме за извршната власт. Да, знам. Што имаме сега ситуација? Сега имаме ситуација да ние ја избираме законодавната власт, за потоа од таа законодавна власт некој да отиде во извршната власт. При што законодавната и извршната се лице и опачина на една иста владеечка гарнитура на 2 или 3 партии кои што се договориле. Така? Добре. Сега, законодавната власт е таа што треба да ја контролира извршната власт. Така, во едно здраво демократско општество, законодавната власт треба да е коректор на извршната власт. Дали е кај нас така? Не е така. Затоа што имаме идеално поклопување на законодавната со извршната власт, владеена од една иста структура. Значи, и онда ние гледаме дека мораме да ги решаваме прашањата на некакви лидерски средби. Така, кај што тотално се избегнуваат сите законски процедури. На лидерска средба они се договориле, мајката. Значи, со председателскиот систем би се избегнало тоа. Значи, че имаме законодавна власт, а извршната власт нема ниту теоретски шанси да се поклопи со законодавната. Добро, тоа значи дека, да речеме, би се промениле изборниот систем би требало да се промени целосно во тој дел, и при тоа за законодавна власт како би се гласало? За собранието? Значи, регуларни парламентарни избори, при што една изборна единица предвидуваме 100 парламентарци,
нели, да отворени скратите листи 20, добро. и неможност на тие луѓе да отидат во извршна власт. Ако сум те бирал во законодавна власт, ако сме те бирале за да седиш во собрание, да носиш закони и да ја контролираш извршната власт, тие 4 години таму треба да ги одседиш, затоа што некој гласал за тебе да бидиш таму. Мене ми нема логика да некој сега го гласаме и он оди во извршната власт, а на негово место доаѓа некој послушник и дига два прста и тој гласал ли од нас? Не. Значи, така да во тој случај ние би гласале за таква законодавна власт, на која што ќе може да воспоставиме систем на отчетност према граѓаните кои што го одбрале човекот. А председателот си бира свој кабинет на министри. Добре. И председателот во нашата замисла го бираме на исто така на непосредни избори, председателски избори, и му ја даваме извршната власт. Меѓутоа, тука е законодавната власт, кој што мора да му го помине буџетот и кој што го следи неговото работење. Сметам и да додадам на тоа дека предвидуваме само 8 години. 2 мандати и благодарам многу, бевте добар или лош председател. Исто парламентарците. Поминавте 2 мандата, ви благодариме многу за тоа што го дадовте према државата. Сега веќе не можете да бидете во таа власт. Да, кажете ми како би можеле луѓето да ви се придружат и дали планирате да ги средите работите таман за до локалните избори на есен? Значи, ние ги повикуваме сите луѓе кои што си ја сакаат државата, кои што се патриоти, со тоа што патриотизмот сметаме дека е да сакаш да дадиш кон државата, ослободен од било какви етноцентризми. Значи, сите такви луѓе кои што сметаат дека државата се соочува со големи проблеми и кои што сакат да дадат кон државата, ги повикуваме да им се придружат. Имаме веб страна изградено građanski-front.mk. Таму може да ја видат и да ја симнат нашата предлог програма, може да го симнат и нашиот предлог статут и може да не контактираат на имейл адреса, на телефон кој што е даден таму, може да ја коментираат таа предлог програма и потоа секој што ќе не контактира го викаме на состаноци, со тоа што во ова време на пандемија состаноците во главном ги држиме онлайн преку разните платформи. Ќе продолжиме уште некое време така. И со таквите луѓе ќе имаме неколку состаноци за да едноставно добро си ги презентираме едни со други мислите. Сметаме дека ќе успееме да регистрираме партијата пред овие избори, што се следните избори локални, и се надеваме дека ќе успееме да истрчаме на тие избори. Затоа сакаме да ја формираме партијата. Јас си посакувам многу успех во вашата мисија и се надевам дека ќе имаме можност да се видиме повторно и да поразговараме и да се надеваме дека ќе ве видиме сега на локалните избори. Рековме дека ќе збориме за затоа реков политичкото систем. Некако така се постави, прво економскиот го фативме, политичкиот ќе мора да го разгледаме подоцна. Не ја чепнавме и екологијата, кој што е многу битна работа. Наша заложба е Македонија национален парк на Европа, да ја направиме парк на Европа Македонија, што може да биде. Имаме голема секција и таму, има и доста други теми кои што не начнавме од оваа предлог програма, но се надевам дека ќе имаме пак прилика. И однапред ви благодарам за тоа. За национален парк тоа е одлична идеја за целата држава. Ми се допаѓа таа идеја. Благодарам многу, господине Трајков. Ви благодарам и вам. Благодарам.